Природните феномени и историските локалитети на западниот дел на Херцеговина, областа околу Љубушки, Посушје и природниот резерват Блидиње, од секогаш представувале енигма за жителите на регионот, особено за нас од Македонија. Едно од тие енигми се и дребните камени споменици, што означуваат гробни места или камените стели со украсни или гравирани символи познати како стечци. Се наоѓаме во Босна и Херцеговина, во Посушје, на самата граница со Хрватска, на едно 30 км од Јадранско море. Ово овдека што го гледате до мене се вика стечак. Нив овдека ги има 7 или 6 и можете се големи и се уникатни само за Херцеговина или поточно за Босна и Херцеговина. Станува збор за надгробен споменик, но ја предлагам најдовме соговорник кој ќе ни објасни што е ова. Посетивме два локалитети со стечци во Херцеговина. Првата е во местото Посушје, каде се наоѓаат највисоките стечци, а втората е во Дуго поле во природниот парк Блидиње, каде на едно место се наоѓаат 150 стечци. Само во областа на Посушје имаме 40 на локации со околу 1000 стекци. Овие овде, во самото место, се едни од најмонументалните стекци во цела Босна и Херцеговина, што се гледа по нивната висина. Имаме 5 вакви високи стекци. Стеќак е надгробен споменик кој се наоѓа на гроб каде што биле погребувани луѓе. Под нив се наоѓаат камени плочи од кои се направени саркофази, кои на себе имаат положен така наречен слеменик или камен гребен. Се предпоставува дека под овие стеќци е закопано благородничко семејство. При истражување на куските пронајдени се 4 скелети, на двајца возрастни мажи и 2 момчиња. Пронајдениот прстен ги сместува овие стеќци во средновековието, односно на крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век. Еден од скелетите беше многу висок, имаше здрави заби и се предпоставува дека е коњаник, бидејќи кралицата покажуваше знаци на многу јавање. По прегледот на забите се докажа дека се работи за локален жител од овој крај, веројатно од некакво благородничко семејство. Се верува дека овде имало уште еден стеќак кој бил отстранет или едноставно времето си го направило своето. Старите луѓе велат дека имало обиди тие да се преселат на друго место, но кога и да се обиделе тоа да го направат, имало многу големо невреме. Сепак тоа се надгробни споменици и луѓе се закопани под нив. Супативме кон природниот парк Блидиње, кој го опфаќа срдишниот дел на планинскиот масив на Динаридите, каде покрај многуте природни знаменитости е Дуго поле, познато по својата некропола со 150 стечци, која поради разновидноста на облиците и богатството на украси доби статус на национален споменик на Босна и Херцеговина. Тренутно се налазимо на некрополи стечака Дуго поле. Во моментов се наоѓаме во некрополата на стечци Дуго поле, една од 6 некрополи во паркот на природата Блидиње. Оваа некропола се вика Дуго поле и е најголемата некропола, бидејќи овде има околу 150 стечци и гробници. Знаеме дека овие надгробни споменици биле подигнати меѓу 12-тиот и 14-тиот век, односно до доаѓањето на османлиската власт и падот на Херцеговина во 1482 година. Во 2016 година тие беа ставени под заштита на УНЕСКО. Интересни се затоа што, на пример, ова е единствената од илјадниците некрополи на просторот на поранешната држава која има и сакрален објект, класична капела, каде што свештеникот е свртен со грбот кон луѓето, а со лицето кон олтарот. Таа капела денес е во урнатини. Што се однесува до стечците овде, нив ги делиме на семењаци, на плочи и на сандаци. Овде има застапено од сите 3 видови стечци. Најбогатите се украсени со приказни за лов и за танцување, од кој може да се види дека ловците биле најбогатата социјална каста на овие простори и во тоа време. На многу стечци овде се наоѓаат прикази на човек на конј со копје, како брка елен во друштво на куче, или подолу има приказ на празнувањето на тој улов, односно на семејството на тој човек што е погребан долу, а кој во животот бил ловец. На неколку стечци има и представа на меч, од што дознаваме дека под него лежи некој што во негово време бил војник. На 33 стечци од овие 150 застапени и символот на крстот, така што може да се каже дека се работи за христијански надгробни споменици. Бројните локалитети со стечци кои се драгоцен извор за информации за животот, вероисповеста, уметноста и културата на
crnovековните заедници во Босна и Херцеговина се неизоставна приказна и една од најзначајните обележја на Западна Херцеговина. А да се види тука, да не се посети некој од бројните локалитети со стечци, е исто и како да не сте биле во Херцеговина. Од Посушје за Македонската телевизија, Оливер Бранковиќ.